Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција е поддршка на ЕСКО компаниите, можност за заштеда на енергија во општините. За таа цел на денешната пресконференција се присутни Здравко Стефановски, координатор на проектот на Европската банка за обнова и развој, и господин Нехри Емрула, директор на Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија. За таа цел на почеток ќе му дадам збор на директорот на агенцијата, господин Нехри. Благодарам. Добар ден на сите. Согласно законот, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија ги поддржува политиките на владата за енергетска ефикасност и обновливи извори. Во програмата за работа на агенцијата, согласена со надлежностите кои што произлекуваат од Законот за енергетика, препораките и мерките од стратегиската цел катализирање на зелена индустрија и зелена преработувачка од индустријска стратегија на Република Северна Македонија за период 2018-2027, како и од одредбите на насет предлогот за Законот за енергетска ефикасност. Сакаме да кажеме дека до донесувањето на новата законска и подзаконска регулатива, нашите активности во областа на енергетска ефикасност ги користиме одредбите од законите и правилниците кои се во сила и кои, како исто така и насоките од директивата 2027-2012 /ЕУ за енергетска ефикасност, директивата 31/2010 ЕС за енергетски карактеристики на згради и регулативата 1369 од 2017 за утврдување на рамка за означување на потрошувачката на енергија. Агенцијата исто така презема активности и иницијативи за зголемување на информирањето, промоцијата и подигањето на свеста за енергетска ефикасност и користење на обновливите извори на енергија за сите заинтересирани јавни и приватни субјекти, домашни и странски инвеститори, вклучувајќи ги тука и домакинствата. Би сакале тука да кажеме по-конкретно околу работилница која што ќе се одржи на 15 мај во соработка со Стопанска комора на Македонија, Агенција за енергетика и Европската банка за реконструкција и развој ЕБОР, каде што имаме програма за и поддршка на проекти за улично осветление. Ние силно ги поддржуваме овие програми и проекти, бидејќи, како што знаете, агенцијата е надлежна исто така институција за давање мислење на тригодишните програми за енергетска ефикасност на локалните самоуправи. И исто така ги поздравуваме 5 пилот општини кои се вклучени како први во оваа програма и се надеваме дека и другите општини ќе покажат интерес за овие проекти за улично, пресе за улично осветлување. Ете така, кратко толку би кажал јас. Благодарам, директоре. Сега повелете господин Здравко Стефановски да објасните малку подетално за оваа активност. Добар ден на сите од моја страна. Значи, јас ќе кажам елементи кои што се клучни за овој проект и за кои што сметам дека можат голем допринос да направат во енергетската ефикасност во Република Северна Македонија. Формирањето на ЕСКО компаниите во Република Северна Македонија датира уште многу од поодамна, меѓутоа за жал не беа созреани условите за нивно формирање и беа дошта неуспешни. Исто така и самите знаете дека договорите кои што беа склучени помеѓу
општините и приватните партнери, а ги знаете, тоа се јавното-приватно партнерство. Овој модел кој што сега се спроведува и проектот кој што го спроведуваме е така наречен ESCO модел, во кој што имаме Energy Service Company или фирми кои што треба да даваат услуги во енергетскиот сектор, а кои што со новиот закон за енергетска ефикасност се дефинирани. Исто така е многу значено дека вложувањата кои што ESCO компанијата ги прави према јавниот сектор, односно према општините, не треба да се подразбират како јавен долг. Инаку, проектот во суштина што представува? Значи, регионалната програма за енергетска ефикасност, која е финансирана од Европската Унија, а раководена од Европската банка за реконструкција и развој, во соработка со секретаријатот на енергетската заедница, има за цел, значи, да ги поддржи проектите за енергетска ефикасност во Република Северна Македонија, и тоа во 3 сектора: уличното осветлување, мали дистрибутивни системи за грејење и водоснабдување. Значи, во проектот изразија интерес негде околу 20 општини, од кои што 5 од нив влегуваат во првата фаза на пилот проектите, во која што имплементацијата ќе започне многу скоро и во која што, значи, финансиските конструкции, тендерските документации и така наречени Energy Performance договорите, односно договори за услуги во енергетскиот сектор, а поготово проекти што се за уличното осветлување, значи, веќе се поодминати и негде во завршната фаза. Значи, истите се спроведуваат и финансираат од приватните енергетски компании, тоа е многу значено, значи ESCO компаниите го носат со себе целокупното финансирање према јавниот сектор и даваат услуги, значи, во енергетскиот сектор, и ви реков уштено, значи, тие се дефинирани со новиот закон. 20 на општини изразија желба да влезат во ова, 6, односно 5 одбравме, со различен тип на улично осветлување, од кои што 2 општини се со и со мали дистрибутивни системи за грејење. Предностите се тоа што со заштедата на енергија директниот бенефит го осеќаат општините, финансирањето, изведбата и гаранциите ги сносат ESCO компаниите, а јавниот сектор, односно општините, го плаќаат ануитетот према ESCO компаниите исклучиво преку заштедата на енергија во месечни ануитети. Тоа значи дека по завршувањето на договорот помеѓу ESCO компаниите и општината, во целост заштедата на енергија и опремата остануваат на јавниот партнер. За таа цел, значи, Европската банка превзема со себе, значи, да го помогне целиот овој процес, односно да припреми така наречени Energy Performance договори, односно договори кои што се ќе даваат услуги, односно за фирмите кои што ќе даваат услуги во јавниот сектор, а се со цел, значи, за успешно спроведување на истиот. Кој што спомна и директорот на Агенцијата за енергетика, значи, цели на оваа работилница е да бидат презентирани моделите на ESCO компаниите и фирмите кои што би земале учество во целиот овој процес, заедно со презентирање на Energy Performance Agreement или контракт, така наречен, значи договор кој што ќе биде врзан со услугата на ESCO компаниите према јавниот сектор и према општините, и со цел, значи, да се зголеми енергетската ефикасност во Република Северна Македонија. Значи, Стопанската комора на Македонија, заедно со Агенцијата за енергетика и Европската банка за реконструкција, ги покануваат сите заинтересирани, значи, фирми, кои што сметаат дека можат да учествуваат во проектот. Значи, при тоа ќе бидат образложени
како договорите, како и финансиските конструкции за спроведување на истото. И во овие два сектора кои што ги напоменав, а над 20 општини значи изразија интерес, тоа се уличното осветлување и малите дистрибутивни системи за централно грејење. И по тој повод, значи, на 15 мај во Стопанската комора на Македонија, на пети кат, значи, со адреса на Димитрije Чуковски број 13, оваа работилница ќе започне со 3 сесии, во која што во првата сесија се поканети општините кои што изразија интерес за учество во овој проект, тие се околу 20-тина, од нив 6 општини ќе го искажат своето досегашно мислење за спроведувањето на проектот. Во втората сесија се банките, кои што во суштина треба да ги поддржат ЕСКО компаниите во спроведувањето на проектите во јавниот сектор, бидејќи уште нас напоменувам дека ЕСКО компаниите се целокупно, значи ги ја носат целата финансиска одговорност према јавниот сектор, ги сносат гаранциите за заштита на енергија, а исто така и одржувањето на опремата. Единствено, према јавниот партнер останува да преку заштитата на енергија во месечни ануитети ги враќа обврските према вложените средства на приватниот партнер, со тоа што по завршување на проектот целокупна заштита и опрема потпаѓа под јавниот сектор, односно во овој општините, се до моментот на завршување на договорот, значи обврските се на ЕСКО компанијата. Во третиот дел, значи се повикани сите заинтересирани фирми, во кои што сега повторно значи ги каниме да дојдат за да земат учество во реализација на физибилни проекти, односно одржливи проекти преку заштедата на енергија. Целата методологија, значи на ЕСКО моделот, заедно со луѓето од Европската банка, заедно со техничките тимови, значи ќе биде презентирана. Таа веќе е во поднивната фаза со 6 општини. Јас очекувам дека во наредниот месец, значи негде најкасно до 15 јуни, тендерската документација да биде објавена. Во меѓувреме, овие општини ја припремаат, значи, целокупната техничка документација и спецификација, која ќе биде основ, ќе подлежи на ревизии и ЕСКО компаниите ќе можат да излезат со своји понуди према јавниот сектор. Исто така е многу битно да се каже дека интересот кај општините е доста голем. Тој скептицизам кој што постоеше во почетокот, значи, е надминат. Единствена допирна точка што постои е дека целокупниот процес се спроведува по ЕСКО моделот, освен објавата која што општините се должни да ја спроведат по Законот за јавни набавки, односно по Законот за јавно-приватно партнерство. Се останатото, значи, останува во делот за ЕСКО моделот, бидејќи новиот Закон за енергетска ефикасност е во процес на донесување, во кој што после тоа министерот за економија треба да подготви еден правилник во кој што ќе бидат дефинирани, значи, условите за ЕСКО компаниите. Ние веруваме и се надеваме дека заедно во соработката до сегашно што имавме со Агенцијата за енергетика, дека овој договор кој што ќе биде презентиран за услуги во енергетскиот сектор, односно EPC Energy Performance Contracting договорот, према ЕСКО компаниите и јавниот сектор, ќе биде дел од правилникот што ќе го донесе министерот. Значи, дали тој ќе биде обврзувачки или препорачлив, тоа веќе зависи од другите институции, меѓутоа ние во паралелно одиме со Агенцијата за енергетика, во кој што правни експерти го надгледуваат и го наблюдуваат целиот процес, технички експерти го надгледуваат целиот процес и веруваме дека ќе се добие еден производ кој што ќе биде одржлив и понатаму по завршувањето на овој проект. Овој проект е во време трајање од 18 месеци, кој што технички цело време ги
помага и општините и ЕСКО компаниите, нормално сега и банкарскиот сектор е тука, кој што треба да играе една од важните улоги во помагање на ЕСКО компаниите и во реализација на овие договори. Веќе поприлично разговаравме и со банките, и Европската банка ќе разговара со некој од нив поединечно. Сите механизми на оваа работилница ќе бидат ставени на маса и веруваме дека со прашањата што ќе бидат поставени во овие три делови од работилницата, така да кажем, кога ги имаме општините, ги имаме банките и ЕСКО компаниите, на крај ќе излеземе со заклучоци кои што ќе ги споделиме со Агенцијата за енергетиката и Министерството за економија, кој е носител на законодавната регулатива, заедно со Агенцијата за енергетика, и дека овој проект ќе биде еден од успешните проекти во енергетската ефикасност и со себе ќе направи одржливост на ЕСКО компаниите, кои што потоа ќе бидат многу значајни за развојот на енергетската ефикасност и за она што се планира, а тоа е формирање на фондот за енергетската ефикасност. Тоа е дефиниран исто така во новиот закон, меѓутоа од условите кои што ќе бидат, така да кажем, прилагодени или условите на кои што ќе најдат одредените институции, значи нивното отварање и нивното донесување и нивното функционирање пред се зависи само од една временска рамка. Јас верувам дека овој процес веќе е незадржлив, затоа што целиот регион веќе оди напред во сите овие сегменти и Европска банка го спроведува овој проект во сите Вестер Балкан 6 земји, во која што е исклучено само Хрватска, тече паралелно, меѓутоа приоритет е даден на Република Северна Македонија, за која што смета дека најзрели се условите за формирање на ЕСКО компании, а нормално и донорите сметаат дека формирањето на фонд за енергетска ефикасност во најбрз можен рок ќе дојде до формирање. Фала ви од моја страна. Доколку имате некои прашања, ви ставам на располагање и јас, а и директорот на Агенцијата за енергетика.